си рековме, еве не Господе, сакаме денеска да бидеме во Твоето присуство, да бидеме со Тебе. Ти имаш и денеска нешто што сакаш да ни кажеш и денеска да ни зборуваш во нашите срца. И навистина мислам, не само и сум сигурна дека вашиот избор е направен добар. И често пати го кажуваме стихот од Исаија 6:8, затоа што спомнавме евеме Господе, 6:8 каде што вика евеме Господе, испратиме каде што сакаш. И кога ние сме со тој став, евеме Господе пред Тебе, што имаш Ти денеска за мене, и како Господ не благословува, не води, не усмерува, но најбитното е да денеска јас бидам поврзана со Господ, така да кажам. Денеска јас да чекам од Господа, денеска мојот копнеш да биде, јас сакам да бидам со Господ, сакам да бидам Неговото присуство. И може би наслутувате веќе темата, она што сакам да зборам денеска е за присуството или да бидам во Божјото присуство, за важноста, со тоа што ќе разгледаме во некои случаеви каде што тие исто самите рекла евеме Господе, и тие беа во тоа Божјо присуство кој што Господ и работеше во нивните животи, и ги менуваше и ги употребуваше за Божја слава. Ако првиот пример го спомнав Исаја, исто така и Мојсей, тоа се наоѓа во Излез 3 глава 4 до 6 стих, таму се спомнува за тоа полуграмушкава која Бог му се објавува, каде што го реши, кога го повикна Мојсей, тој рече евеме. И тој му рече, собој ги обувките, ова место е свето. И навистина понекогаш, може би ќе си речеме, тој Мојсей секојдневно беше во пустината таму и сигурно не му беше прв пат, може би, да помине покрај таа грмушка, прв пат да помине покрај тоа место кој што му е познато, но тој ден беше посебен, значаен, затоа што беше Божјото присуство таму и тој рече ова место е свето. И како, може би во нашиот живот многу работи некои ќе се случуваат и ќе минуваме низ нешто, ама знаеш дека некогаш почувствуваш тоа силно Божјо присуство во твојот живот и знаеш дека Господ нешто работи кај тебе, нешто ти зборува, но и во тој момент како ние одговараме? Дали ние навистина продолжуваме и тониме во тоа Божјо присуство и очекуваме со Бог, или може би ние се исклучиме за многу брзо време? Значи, сите сме биле на училиште, знаеме како е кога, чисто овој пример го спомнувам затоа што Бог кога се обраќаше кон луѓето и се обраќа кон луѓето, тој не се обраќа било како, туку те вика по име. Тој ги знае нашите име. Тој се обраќа по име, кој што ќе го спомне. Исто како на училиште кога ќе не прозиваат, нели знаеме нашите класни или без разлика учители, наставници, ние секогаш велевме јас сум или присутен сум, ама како? Тој ни каже името и презимето. Зашто ти знаеш дека си позивот е твој, ти си повикан. И ти кажуваш дека си тука. И навистина верувам дека секојдневно ние треба да купнеме и Бог очекува од нас да бидеме тоа Божјо присуство секојдневно. Како што може би ќе си речете, па тоа е многу лесно, тоа ние сме да бидеш во Божјото присуство, не е нешто посебно, и како е тешко луѓе. Посебно во денешно време нашите телефони како може да ти бидат во джеп, нели silent си ги ставил и мислиш дека ти си исклучил, ти си слободен, а всушност почнуваш како да се молиш и да бидеш во тоа Божјо присуство, а за момент чувствуваш дека ти стигаат пораки. Каде е твојот фокус? Бог или телефонот имам порака? Ништо ми стига таму. Или дома ќе почнеш да се молиш и уживаш во тоа Божјо присуство и деца, ако имате, почнат да трчат околу ваму таму, или сопругот влегува или некој излегува и немаш повторно некоја посебно прекин се случува. Затоа сакам да кажам, кога е последен пат сме исклучиле се, и телевизор, и телефон, и сме сами во таа тишина, јас и Господ. Каде што ќе бидеме, евеме Господе, и ти сакам да бидам во Твоето присуство, да
да уживам у тоа присуство. Ние понекогаш стварно, кога се молиме како, или кога на нешто за Бог правиме, како мислиме дека ние треба да завршиме некоја работа, еве ме тука, јас се помолив, станав сабајле, читав 2 стиха, се помолив и завршена работа, завршив си за денот, јас го направив мојот дел кон Господ. Не, ако така правиме, тоа е нешто механички, кој што не велам дека не е добро и така имаме одговорности се, ама колку е подруго. Јас денеска ќе уживам и ќе бидам у тоа Божјо присуство. Со Словото, со молитва, што имаш Господе денеска за мене? И како Господ ќе работи и ќе ги менува нашите животи. И затоа, се оно што треба нашиот фокус да биде е да работиме на тоа, да постојано копнеме и да бидеме со Него. Друго нешто кој што можеби ние како луѓе треба да работиме, сопругот кон сопругата или другарките кон другата другарка или кон својот пријател, другар, како се ние однесуваме, колку сме ние присутни во тие разговори. Затоа што кога пак ќе го спомнам од таква генерација сме сега, без телефоните не можеме, и седни се телефоните у раце, и сега почнуваш да разговараш со некого, и сега велиш, ви си правите муабет и ти те прашуваш како си, таа ти вика добро, и сега ќе одиме ли таму, и ти гледаш дека таа всушност личност што разговара со тебе не е тука присутна. Таа е тука, ама не е присутна во разговорот. И ти сега избориш вака и може да си разкажуваш нешто за тебе, што нема потреба нити потврдно да ти рече да, и таа личност вика да, и ти знаеш дека таа скроз не е присутна тука. И после што да си велиш, добро, заврши таму што имаш, па кога ќе се приклучиш, ќе се поврзаме во разговорот, во дискусијата и ќе го завршиме разговорот. Така може да се случи и меѓу сопруг и сопруга, исто, едниот на телефон, другиот овака или без разлика. Затоа, навистина, треба да ние ја сватиме сериозноста и така кон Бог. Колку пати ние Бог очекува да го има тоа заедништво со нас и ние во тоа Божјо присуство да бидеме, и тоа има многу убави работи за нас и сака да ни даде, да ни пружи, ама ние така нешто ќе почнеме со мислите, ваму, таму ќе одлетаме и Господ вика, добро, јас ќе чекам, знам, не си присутен ти тука. Ние мислиме некојаш нашето присуство е телото. Не, нашето, ти можеш да бидеш тука со години и никогаш да не го искусиш Господ. Онака како што тој сака да ти се објави, онака како што тој сака да ти се покаже во твојот живот. И затоа многу е битно да ние да направиме таа поврзаност со Бог како ќерка и татко или како син и татко, кој што ние секојдневно ќе копнееме и ќе се, значи не е само она како јас завршив работа, туку јас ќе копнеам и со нетрпение ќе го чекам тој момент да бидам у Божјото присуство, да бидам со Него, значи да пребивам. И затоа навистина е многу потребна. И многу стихови исто потврдуваат дека Бог е присутен. Значи, Бог е присутен. И секогаш ќе гледаме дека тој е присутен во таа сегашност или во моментот, во самата ситуација, во оваа секунда, во овој момент каде што сме ние тука на самата богослужба. Тој е тука присутен сега со нас. И еден пример ќе спомнам посебно за самиот стих, кој што ќе го прочитам во Евреите 1:8, се спомнува дека Бог е присутен и затоа тој стих, ама меѓу двајца разговори меѓу двајца проповедници кои што тргнале да одат да поучуваат во една црква и сега едниот си споделил што тој ќе збори, другиот што, и сега едниот кога рекол, јас ќе зборам за од Евреите 1 глава, 8 стих, поготово, јас сум Алфа и Омега, и тој другиот вели, јас сакав вика одма да му се приклучам да кажам дека го знам стихот. Тоа е почетокот и крајот, тој беше кој е и нели кој беше, кој е и кој ќе биде. И овој го слушање каде малку го сгреши стихот. Не е така. И тој се замислил како истинскиот стих е всушност јас сум Алфа и Омега, почетокот и крајот, вели Господ. Кој е, кој беше
и кој ќе биде, кој иде содржителот. Значи, ние вака човечки некако си идеме по хронолошки, така си го ставаме прво минатото, па си одиме во сегашноста, па идеме кон иднината. А всушност тука гледаме дека Бог во овој стих ја кажува сегашноста. Прво е ставено кој е, кој беше и кој иде. Значи, кој е? Тој секогаш сака и ни потенцира во многу случаеви и вака од Библијата, па и во нашиот живот, да размислуваме дека тој е сега присутен, тој е тука денеска, тој е денеска ни пружа неговата помош, денеска ни пружа неговата љубов, денеска ни пружа се она што тој има за нас. И во Мојсе исто ќе се навратам, нели спомнав, тогаш кога му се објави и го праќаше кај фараонот, и тогаш тој секако логично да се запраша, а каде, кај треба да, мислам, кој ме праќа. И тој рече, јас сум кој што сум. И тука повторно, јас сум, некако испаја, јас сум тука. Што е важно тоа? Јас ќе бидам и кога ќе отидеш таму. Секогаш присутен во секоја една ситуација од твојот живот, што и да треба да направиш. И затоа многу пати ние луѓето можеме да бидеме, што кажав тука на богослужбиве, можеме да бидеме било каде и дома кога ќе бидеме, кога ќе се молиме и да го чувствуваме Божјото присуство силно и секако, ајде сега тоа малку одајсија, како Господовото присуство, ите како ни е даа некоја денешна награда, кој што е привилегија да бидеш у тоа присуство и да одиш со таа сила и со тој авторитет кој што Бог ни го дава. Но некогаш можеме да се прашаме, па зошто кај некој многу може да испаја, како се случува кај нас не многу често, или некогаш го доживуваш, некогаш не го доживуваш. И интересна мисла има напишано писателот Тозер во Потреба по Бога, вели зашто некои луѓе го наѓаат Бога на начин на кој другите не. Зашто Бог на некои им го покажа своето присуство, а на некои други се борат за полусветлина на несовршеното христијанско искуство. Се разбира, волјата Божја иста за сите. Тој нема фаворити внатре во неговото домаќинство. Се што некогаш направил за кое било од своите деца, ќе направи за сите своји деца. Разликата не е кај Бог, туку кај нас. Значи, тука се кажува, разликата не е кај Бог, туку е кај нас. Зависи од нас каде сме. Зависи што правиме. И сега, ако Бог е во сегашноста присутен, нели кажавме Бог е присутен. И сега, ако Бог е во сегашноста присутен, прашањето е, каде сум јас? Дали сум и јас во таа сегашност? Дали јас сум тука или јас сум некаде во минатото? Некаде таму заглавена, со моите проблеми, кои што биле некогаш, или живот каков и да било, па си мислиме, зошто го направив така, зошто направив вака, може би требаше, ајде сега да кажеме, требаше да купам таква намирница за денеска за ручекот, па како заборавив, и цело време да сме таму некаде. Тоа се вели, или пак некои премногу ќе отидат во иднината, каде што ќе размислува, треба да го направам ова, да го направам она. Со тоа што испаја како за момент да ние сонуваме или да имаме дневно сонување, така кажемо, за моменти каде што се исклучиме од сегашноста и некаде сме на друго место. Ние сме присутни со телото, да, ама со нашите мисли, со се ние сме во некоја семиното, кој што таму размислуваме и се вели дека 50% секој ден ние некако минуваме или сме во минатото или во еднината, а најмалку поминуваме во сегашноста. Со тоа што секогаш, како што кажав, зборуваме што било. Јас навистина знам дека секој еден од нас
ние моравме да бидеме присведочени за нашиот греф, нели? Да се сетиме што сме направиле во минатото и да го оставиме таму, се или го ставаш во заборава и се покајуваш за својот греф, го прифаќаш Исус и продолжуваш, веќе си нов човек, ново нешто кој што живееш во таа сегашност, дозволуваш Господ да те менува сега, затоа што не можеме да живееме во минатото, а има многу луѓе кои што искрено се една личност кога разговарав за незин некој проблем и цело време сите луѓе се молат за неја, као тука сме, ја потикнуваме да чита повеќе, да се моли, да биде у Божјото присуство, да го остави минатото. И се дојде момент кога беше доволно искрена да ми каже, па и јас не сакам лика да излезам од таму. Затоа ми беше чудно, зошто? Па затоа што вика, ако јас сега живеам вака и да продолжам, никој не ќе ме сожали. Интересно, мислам, како некогаш луѓето мислат дека ако тие се така и таму минатото, ама проблемот е, таа го пропушта ова што денеска Господ го има за незе, она што денеска Господ сака да работи у незиното срце, што сака да промени, што сака да направи. И ќе речи, тоа е, знаеш, нели понекогаш кога се прашуваме зошто Бог не ми служи или зошто Бог не прави ништо за мене во мојот живот. Како ќе прави кога ти си во минатото? Бог не е во минатото, Бог бил тогаш во таа сегашност. Ама Бог денеска работи во сегашноста и те подготвува за онаа идно кој што доаѓа. И кога ќе дојде тоа идното, иде како ти ќе бидеш подготвен за да можеш да го носиш, каков и да е предизвикот, какви да не се проблемите што ќе ги минуваме во нашиот живот, многу полесно ќе можеме да ја надминеме. Зошто? Затоа што во оваа сегашност денеска кој што минувам, Господ ме зацврстува, ми расте верата, сум во тоа присуство. Бог е со мене. Ако е Бог со мене, од што ќе се плашат? Што ќе биде? Воопшто нема ни да размислувам, туку јас ќе чекорам секој еден момент со Него. Интересно, понатаму, значи, какви да ни поминуваат мисли во нашиот живот, ние навистина треба да видиме дека Бог спомнам дека секогаш не вика по име и не повикува таков повик. Имаше и Самуил во 3 глава од 4 до 11 стих. Нели тој легнал да спијат и сега тој слуша глас кој што вика Самуиле и тој мисли дека го вика Или. И тој трча и вели кажи. И он вика не, јас не те викнав, оди легни си. И тој повторно го слуша Самуиле. И тој пак трча кај Или, мислејќи дека тој го пак вика и вели кажи, и тој вика не, јас не те викнав, оди спи. Сега можеш да замислиш нудно време, некој ти спиеш и ти доаѓа, кажи што ме викаш, со вака човечки, си викаш, ама бе, јас спијам, кај ти вика, оди спи. Но што му реча? Кога ќе слушнеш уште еднаш, рече, еве Господе. И интересно, во 7 стих тука се вели, и тоа го направи Самуил, нели го слушна и тој рече, еве Господе. Ама во 7 стих интересниот дел се вели, Самуил до тогаш не го познаваше гласот на Господ, зашто уште не му се беше открило словото Господово. Тоа е што кажав, ние можеме да бидеме присутни в нашите тела тука. Може би нешто сме прочитали и знаеме за Господ и ќе речеме знаеме се. Може би ќе мислиме дека доволно сме зрели долго време идеме во црква, па се знаме и се можам. Ама тука се вели, тој се уште не го познаваше гласот на Бог, со кој што ако ние немаме го тоа близко заедништво, ако ние не поминуваме во тоа заедништво со Него, како што беше Словото, молитвава, да го имам таа поврзаност со Бог, ние нема да го препознаваме гласот. И ние ќе живееме живот онако како што ние сакаме. Ние ќе си креираме на свој начин, како што нас ни годи и понекогаш не за џабе, повторно ќе кажам, си велиме зошто вака се случува со мојот живот, зошто испаја како сам да сум, како сам да се борам.
Ма ние самите се исклучуваме од тоа Божие присуство, кој што Бог го има и сака да не води и да не усмерува во нашиот живот. И затоа е многу битно да ние ја сватиме таа сегашност, каде што ќе излезам од тоа минато и ќе бидам тука присутен, каде што е тоа што Господе денеска имаш за мене. Понатаму исто некој кој што има речено и има одговорено на таа сегашност во Дела апостолски 9 глава 10 стих во Дамас, пак имаше еден ученик по име Ананија, кому во видение Господ му рече Ананија, тој одговори еве ме Господи. А тоа е кога требаше потоа тој се молеше за Савле и во таа сегашност, и не знаеме Савле со сите тие промени, прогледа и се што се случи и каков слуга Божи беше и што се направи, но тој беше отворен во таа сегашност да одговори на Бог, на тој повик, на тоа што тој прави, зашто беше повикан. А па да не зборам за Павле кога беше во затворот, сега во моментот ми текнува, ако тој не викнеше и ако не делуваше во вистинско време, стражарот што ќе направеше, ќе си го земеше животот. Ама тоа ако ние не сме, сакам да кажам, кога ние правиме на наш начин, кога не сме водени или не сме во тоа Божие присуство кое што ние ќе копнееме, Господе, еве сум, тука сум, ти ме води, ти управува, јас сакам да бидам со тебе. И тогаш навистина Бог и како чекор по чекор не води и не усмерува да ние во вистинско време делуваме, ама не затоа што ние сме мудри, затоа што Бог во тој момент е со нас и тој не води. Наше е само да ние го припатиме и да бидеме отворени за тоа. Исто така, колку е тоа дека ние треба да го препознаваме гласот и да знаеме дека сме во тоа Божие присуство и често пати, можеби со сите тие наши работи, проблеми, се тоа и како го пропуштиме и не го доживееме тоа во сонот за Јаков, кога во Битие 31 глава 11 стих ангелот му се јавува во сон и што му рече Јакове, а одговорот што беше? Тој рече еве ме. Ама потоа тој вели навистина на оваа место беше Божиото присуство, а јас не го ни забележав присуството. Интересно, многу пати и ние така сме во некое Божие присуство, Бог има и како многу работи што сака да ни даде, да направи, а ние тоа не го ни приметиме. Ние не знаеме дека тоа е тука. Зошто? Затоа што не сме отворени и не сакаме, не сме до таа мера кој што предадени, затоа што се држиме за нешто што може да од минатото уште проблемиве, може би нешто што мислиме за воедината што ќе направиме и го пропуштаме она што во моментот Господ го има. Затоа што толку е важно тоа Божие присуство во нашиот живот и самиот пример од Аврам можеме да заклучиме. Посебно во Битие 22 глава 1 стих вели по тие настани Бог искушувајќи го Авраам, рече Аврама, тој одговори еве ме. Значи, тој некако беше дури тука можеме да кажеме искушуван да се види неговата покорност и послушност. Навистина е многу битно нашата покорност и послушност. Знаеме дека потоа во 22 глава беше дека тој го подготви својот син за да го поднесе како жртва пред Господа, кој што беше побарана. Иако тој можеби во моментот не ја сваќаше суштината зошто и како Бог бара тоа од него, но тој беше послушен и покорен на тоа. И што можеше да се случи ако тој не беше послушен, ако не беше покорен? Во тој момент тој можеше да избрза, да направи нешто што ќе го кошташе многу загуба на својот син. Да не зборам, сега во моментот ми текнува за Саул, царот, кој што жртвеникот, мислам, запали порано и го кошташе да не го прими благословот. Значи, навистина е многу битно да ние бидеме во тоа присуство, каде Господе ти сега, како и на кој начин за да јас делувам. Еден пример ќе спомнам, кој што е вистинита случка. Во Шведска си има случано, некоја сестра има доживеа така
си славела дома, свирала гитара, си славела и почувствувала во себе како Бог ја повикува да оди на улица, некоја таму одредена, и таму да свири и да пее. Ама вечерта во 11 се случило тоа. И сега ти замисли во 11 слушаш навечер, оди на сред таму неготино на пушталот, свири и слави. И ќе си речеш како беше што ќе правам јас таму. И таа си рекла: Господе, зошто јас делам 11? Ама почнала пак да се моли као да биде сигурна, ама чувствувала пак: отиди и свири таму. Дури мислам дека каже и песната, не се сеќавам на тоа. И таа послушна отидува таму на улицава, почнала да свири и ја испеала песната. И по некое време чувствува врати се дома. Таа се собира гитарата и се вратила и се прашувала: зошто јас бев таму? Што сакаше Господ преку мене да направи таму? И си рекла: Господе, ако сакаш да ми откриеш, добро, ако не, ти имаш цел, јас не знам зошто. По неколку месеци на богослужбата влегол некој човек. И тој човек кога влегол внатре, пред да заврши службата, рекол: може ли да споделаме на сведоштво? И секако му дозволили, тој рекол: една вечер бев толку уништен со мојот живот. Бев долен на дно и сакав да се самоубијам. И кога решив да се самоубијам, бев веќе да скокнам од прозорецот, кога слушам една песна за Божјата љубов. И си викам: Господе, ти мене ме имаш создаден и јас вака да делувам. И тоа ме спаси. Можете ли да замислите, ако сме ние послушни, ако сме тоа Божјо присуство, колку луѓе ќе бидат спасени од нас, колку ние ќе бидеме, не зборам само дека ние благословени, материјално дека само треба да добиваме, колку ние ќе бидеме побогати со тоа што ќе знаеме дека Божјото присуство е тука и тој работи преку нас, и се враќаме радосни, како што Горан ако прочита стихот, носики снопови на таа жетва со радост. И навистина ите како е важно да делуваме и да бидеме спремни кога ќе речеме: еве ме, не да чекам утре, па може би друга прилика. Сега е денот, сега е Божјото присуство, сега делува и сега треба да отидеме. А ние некогаш сакаме да креираме во времето, ние да му кажеме на Господ. И затоа на Аврам беше тестирана таа послушност, на таа покорност негова. И понатаму, исто, ајде, не толку нешто значено како овој претходниот, ама еден ден отидов пред 2 недели у црква да изчистам чистев, па нешто требаше да пробам песни, затоа што немаше тогаш од тимот што сме за славење, не беше никој тука, сите има некои други обврски. Ке бев сама и као да пробам и некако се врткав и ваму и таму, не дека многу пробав. И си оставив за утрото и си реков: Господе, се молев, викам: Господе, сакам денеска да бидам корисна за Тебе, уште повеќе од тоа што можев да изчистам. Каде ме сакаш, што да направам, еве ме. И интересното, кога ќе си со таков став, иако јас не знам што следи наредното, тргнав, за да сидам дека и долу тргнува, можам или лево да тргнам или десно, пак ќе стигнам и си заокружам. Тргнав прво надолу лево, знаеш, овака, и си вела: абе, јас заклучив ли вратава, секогаш тоа си го правам во мојава глава, и јас се враќам да проверам што е нормално заклучено е, и си викам: а зашто да одам таму, ќе фатам од деснава страна, сменив и патот сега. И таму, само што немаше ни 10 метра, 20, така, многу близко тука позади зграда во одма, излава жена во здружениево што за деца со посебни потреби и ми вели: леле, те мислев цел ден да ти се јавам и никако да ти се јавам. Имаме денеска настан, работилница на отворено во паркот и мислам да те викнам да правиме нешто. И така, да слободна ли си? Јас си мислам, јас се молев тоа. Иако од 12 сато бев у црква, тоа беше 3 часот кога ме повикна и реков: ајде, одиме. И отидов и така да Господ направи да имаме едно прекрасно време со тие дечиња. Зборта ми е секогаш, навистина, кога ќе речеме еве ме и кога бараме и сме во тоа Божје присуство, и како да одговараме
веднаш. И сега, ако Бог не пребива таму во минатото, прашањето секогаш доаѓа зошто сум јас таму. И навистина треба да излеземе. Затоа што во таа сегашност, како што кажав, Бог има прекрасни работи за секој еден од нас. Ако ние не сме во таа сегашност, не знаеме што пропуштаме, не знаеме што Господ подготвил. Некогаш подготвува прекрасни работи за нас, ама ние пошто мислиме дека сме уморни или има многу обврски, или синок ќе доцна си легнат, па ми се спие, не можам да станам рано да идам на служба, ти си преспијам ова утро, па наредниот пат ќе отидам, што значи еднаш ако не отидам, голема работа. Ама, тогаш ите како може Господ да направи нешто големо во твојот живот. Толку јака и силна пресвртница со кој што ти самиот ќе бидеш изненаден и ќе зажалиш ако не си бил таму, затоа што Бог го има подготвено тоа. Зошто така го спомнувам, ќе кажам еден пример во Кратово. Се случи пример кој покажува за важноста, колку е важно да си присутен во правото време и во правиот момент кој што Бог го има за тебе, и тој секогаш има прекрасно изненадување за нас. Ќе ни зборува, ќе ни исполни, ќе не охрабри, ќе не ојача, што и да секој еден од нас имаме, тој и тоа ќе ни го даде. Имаме потреба, тој тоа ќе ни го даде. Значи, тој дечко живееше, мислам, и потекнува во такво семејство, кој што таткото е алкохоличар. Навистина, многу деца беа зборам уминато ходеме, ама многу деца се и така, навистина живееа многу бедно. И во еден разговор, кога разговаравме, тој кажа дека никогаш му немат направено роденденска торта. Никогаш му немат дома прославено да му викнат дечиња. И тој беше некаде тука околу 17 години. И ние решивме, затоа што тој доаѓаше во црква, да му приредиме, а роден денот му е баш на денот на богослужбата. И сега, затоа што тој вели никогаш стварно не му е направено, си велиме, ајде ние ќе декорираме, ќе направиме торта, му купивме подароци и ќе направиме на забава за него. И се направивме, и чекаме, и заврши службава. Нели, ние си имавме богослужба, се најадовме од тортата, си прославивме ние како што си прославивме, тој го пропушти тоа. Така, кога ние некогаш неодговорно со нашите животи ги пропуштаме тие благослови во тоа Божјо присуство, што Бог сака денеска во овој момент, во таа сегашност, да делува и да прави во нашите животи. И како навистина ние треба да бидеме послушни, покорни и да го следиме она што Господ сака за нас. Со тоа што спомнав дека поголема причина е тоа што сме во минатото, и сега ќе прочитам некои стихови каде што се вели и се спомнува да го ние оставиме минатото позади нас, затоа што сега нешто Господ прави и не подготвува за онаа ново кој што доправа доаѓа. Тоа е во Исаија 43 глава, 18 и 19 стих вели: но вие не се сеќавате на поранешното и за некогашното не помисливте. Ете, јас правам нешто ново. Еве сега ќе се јави, и тоа не сакате да го знаете. Ќе направам пат низ степи, реки, преку пустина. Значи, тој ни ветува дека веќе, нели гледате, веќе нешто права. Ние кога сме таму, кога сме со него, тој нешто работи во нас, не подготвува за нешто ново и ќе направи некои нови работи околу нас. И затоа ние треба навистина да дојдеме до тоа разбирање, да ние го разбереме значењето на тоа Божјо присуство. Сега сум тука. Павле шо вели во Филипјаните 3 глава 13 и 14 стих: браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Значи, и тој самиот вели: го заборавам тоа што е зад мене и трчам кон она што е пред мене. Значи, сега знам дека Господ нешто прави во мене.
самиот стих во 2 Коринтијани 5 глава 17 стих што вели: ако некој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете правам нешто ново. Ете се е ново. Значи, ние не треба да заглавиме и да сонуваме за нешто таму, да испаја како во некој сон и да сме таму. Туку да се вратиме и да бидеме во сегашноста оно што го има Бог. Многу пати, како ќе приметиме, нели, кога разговараме со некој човек и од еден пат цика, што кажа? Значи, знаеш дека тој уопште не те ни слуша. И се буди, чека, кај се враќа во секој. Или пак сега, можеби, некогаш слушате вака проповед, еден пат си кажеш, чекај, што каже ова, кај беше? Тоа значи некаде јас се отпатувам, сонувам, како ручекот ќе ми биде, кај ќе одам, што ќе правам. Така е, ама наистина Бог видите како сака да ние бидеме вклучени и да мислиме за она што има сега. И сега исто така логично нели ние спомнав што ќе биде како ручекот или без разлика. Логично ние луѓето така смислим да спомнете да си размислуваме и за идните работи, за иднината, а погледаме по стиховите, Бог повторно не покажува загриженост. Јас го кажам, значи, ние луѓето некогаш премногу ставиме некоја грижа и нешто преоптеретено и премногу се посветиме на тоа. Бог не дава такви стихови, испаја како Бог, ако тој така не се толку грижи, зашто ние се грижиме? Кога знаеме дека тоа е тука. Тој рече, јас сум во Матеј 28 глава, нели 19 стих, тој ветува дека сите денови до крајот ќе биде со нас. И тој ветува дека, тој вели, јас сум тука со вас во секој едно време. Зошто, ако јас денеска знам тој е тука со мене и ме подготвува за утрешниот ден, зошто денеска јас да се грижам за утрешниот, кога не знам што ќе се случува утре? И многу ми се допаѓа, дедо ми често пати тоа го користеше на баба ми, изгледа ние жените некојаш сме така по природа. Таа се што ќе правеле утре, како на нивата требало да идат, кај требало, во која бабча, што да направи, кој ручек да го направи, не знам, само ќе збори и тој се викаше, лелема доста, остај го утрешниот ден, Господ ќе се погрижи и тоа е таму утре. И кога дојдов до содир со овој стих, навистина во Библијата после дека има и таков стих, јас секогаш ќе се сетам на дедо ми, иако тој не ја читаше Библијата, не, мислам тоа е пред јас да поверувам, значи и потоа беше почината, ама сепак верувам имаше нешто во него така, некоја склоност кон Бог. Ама сакам да кажам ите како, зашто да се грижиме за нешто кој што не знаеме што следи и што оди туку, освен денеска да бидам у тоа Божје присуство. Во Исаја 41:10 за она кој што Бог ни вели да не се грижиме, да не се плашиме, вели не плаши се, зашто јас сум со тебе, не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Се кажува, тоа е тука, тој ќе ни помогне, тој ќе биде во секоја една ситуација од нашиот живот. Зошто ние да се плашиме? Тука гледаме ги тие две сегашности, кај што вели, јас сум со тебе и јас сум твој Бог. Тој не вели, јас ќе бидам твој Бог и јас ќе бидам со тебе. Тој вели, јас сум со тебе и јас сум твој Бог. Е збори граматички сегашноста во сите стихови кои што покажува. За разлика и утре кога ќе го читаме овој стих, пак истото ќе биде, нели, да ја сватиме сегашноста. Тоа е сега тука ќе биде. Тогаш во таа идна сегашност тој ќе биде таму кај што ќе ни помага. И во Псалмот 41:6 вели, Бог нам е прибежиште и сила, докажан помошник во невоја. Значи тој во секоја една ситуација, како и да поминуваме. Затоа сака да ни каже, не грижи се и да минуваш низ проблеми, и да минуваш низ разни предизвици, какви и да се. Не си сам, јас сум со тебе. Ама она што треба да направиш уште денеска, биди ти со мене. Нели претходно што прочитав од Тозар, таму, не е проблемот кај Бог. Ние сме, дали сме ние со Бог, Бог е со нас.
Божето присуство е тука, но дали јас сум во него? Дали јас таму сакам да бидам? Или јас со моите грижи и загрижености ќе бидам фокусирана и во иднината? Претходно во минатото, после во иднината, што како ќе направам, заборавајќи на она што сега има тука Бог за нас. И Мојсе кога рече, нели, да оди кај фараон, на Мојсе да оди кај фараонот, секако тој рече јас ќе бидам со тебе, нели, преска спомнавме. И затоа е добро да бараме од Светиот Дух секојдневно, да тој не води у секоја една ситуација каде да идеме, какви да имаме предизвици. Потоа Исус Навин, кога требаше да продолжи после Мојсе, тој Бог што му каже: јас ќе бидам со тебе, како што бев со Мојсе. И тој вели ќе бидам, или јас сум со тебе, тоест јас како со Мојсе ќе бидам со тебе, тоест така е стихот. Ќе бидам со тебе. Повторно ја покажува тоа сегашност. Ќе бидам со тебе. Не вели како што направив, сум направил ова и ќе направам, туку сум со тебе. Во секоја една ситуација од нашиот живот тој покажува дека е тука со нас. И за онаа грижата што ние луѓето често пати во Матеј 6 глава 34 стих вели: и затоа немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. За секој ден доволна, секој ден е доволна е неговата невоја. Значи, ние сите планираме, имаме календари и сите тоа е нормално да си планираме. Јас не велам дека не треба да планирате и дека не треба да имате планови во вашиот живот. Но разликата е да бидеш загрижен, да бидеш обсетнат со тоа, заборавајќи на она што Бог го има, и дека ти не си сам, ти нема да издвојуваш таа борба или тој предизвик сам. Туку Бог е со тебе во тој момент. Бог е оној кој што прави и благословува и на крајот да биде победено. Но што е битното? Повторно, многу пати го спомнавме тоа присуство кој што јас ќе бидам со него и кој што ќе уживам во тоа Божјо присуство. Често пати го спомнувам, ама во моментот сега ми доаѓа и друга илустрација која велам да бидеме во тоа присуство. Се сеќавам, имавме едно предавање за блиското заедништво со Бог и така дури и направија да последното брачните парови бидат заедно. Ама сега замисли да имаш една романтична врска вечера, тоест на маса да седнеш со некој и што ти ќе сакаш телефонот тука да биде да звони? Ќе сакаш да видиш таа комшиката што прави таму или тој што поминал некој? Туку твојот фокус ќе биде меѓу вас двајцата, кој што вие ќе сакате да поминете едно добро време. Дури и да молчите у тишината, ќе уживате. Така Бог сака да ние бидеме во тоа присуство. Да бидеме со Него. Ќе исклучам се и не ме интересира ништо друго, туку јас и Бог, кој што јас и Он и ќе уживам. Не она кој што кажав, кажав 10 збора на Бог и искажав молитвата и имам си знакче завршена работа. И после тоа, отидов таму у црква, изчистив, завршена работа. Бев на богослужба, завршена. Дали твоето тело е само потребно тука? Или ти да бидеш вклучен, присутен во тоа Божјо присуство? И затоа, навистина, да ја разбереме таа суштина на сегашноста и да се трудиме. Ако веќе не го правиме тоа, да се трудиме секојдневно, Господе, оставам се и сам да бидам во таа мала моја соба, во тоа едно заедништво со Тебе и да уживам во присуството со Тебе. Да научиме да уживаме со Бог. Бог сака да има заедништво со нас. Сака да бидеме заедно. Не е она, чекај, помини само покрај мене, или тука сум, знај, и некако ние трчаме, лутаме, ваму, таму, не сваќајќи колку е прекрасно да се биде у тоа Божја татковска љубов, у неговата преградка, да бидеш у тоа присуство кој што тој го има. И многу пати за многу предизвици или работи мислиме дека сме сами и забораваме дека Бог навистина е тука и Бог делува.
примерот става нели Марта која ќе го спомнам за Лазар кога беше умрен и нели воскресна, Христос го воскресна потоа, но Марта кога се сретна со него, што му рече во Јован 11 глава 21-22, тогаш Марта му рече на Исус: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре, но сега знам што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Интересно, повторно таа кажува, ако ти беше тука, немаше тоа да се случи, ама ја сваќа сегашност, важноста на сегашноста, ама и сега, што и да посакаш, ќе биде. Таа значи дека сега Бог ќе делува. Сега Бог или сега Исус може да работи во нашите животи. Се кажува, сега Тој може да не трансформира. Денеска Тој сега може да не охрабри, да не ојача, да ни даде нов поглед за многу работи, да надминеме некои препреки, да надминеме некои ситуации во нашите животи. И затоа е многу важно да ја сватиме сегашноста која што и како е важна за нашите животи и да сватиме дека Бог е присутен сега. И Тој сака сега да делува во нашиот живот. И затоа останува она прашање: каде сме денеска ние? Дали сме во Божјото присуство и копнееме и сакаме да бидеме, или сме некаде заглавени во минатото или во иднината, а најмалку во сегашност? И затоа, ајде да навистина бидеме верни луѓе кои што секојдневно ќе си речеме: еве ме Господе, каде ме сакаш денеска? Што сакаш денеска од мојот живот? Но најважно од се, еве ме Господе, сакам да бидам во Твоето присуство. Копнеам за Тебе и сакам да бидам во тоа заедништво, како татко и дете, кои што ќе бидеме заедно собрани, кои што ќе бидам исполнета со Твојата љубов, со Твојата грижа, со Твојата сила и ќе имаме така благословен и убав живот исполнет со Него, надминувајќи секоја една препрека, не грижејќи се за ништо друго, затоа што знаеме дека Христос е во тие моменти секогаш преку Светиот Дух Тој делува во нас, не охрабрува, не ојачува во ситуациите, Тој ја издвојува победата, не ние. И затоа нека ни биде како охрабрување, кој што ние ќе копнееме да бидеме у тоа Божјо присуство. И не дозволувајте да Божјото присуство биде тука, а вие да него да речете: тоа било, јас не знаем. Не го препознав. Туку навистина да ги вкусуваме благословите во тој момент кој што Господ ги има, да ни исполни со таа сила кој што Тој има секојдневно за нас. Да се помолиме, па да уживаме у Божјото присуство кој што Господ го има за нас. Фала Ти, Господе, за ова утро и фала Ти за тоа што Ти си со нас. Фала Ти за тоа што Ти во оваа сегашност, во овој момент, Ти работиш во нашите животи. Ти ни даваш надеж и сигурност дека Ти си со нас. Дека во секоја една ситуација од нашиот живот Ти си покрај нас, давајќи ни ја потребната сила и Ти ни велиш да не се плашиме. Затоа што Твојат е победата, Господе. И фала Ти за тоа што навистина, Господе, Ти издвои таа победа на крстот, на Голгота и Ти издвои победа со тоа што воскресна. Давајќи ни на тој начин нов живот во Тебе, Господе. Вечен живот во Тебе. И навистина Ти благодариме за Твоето присуство, кој што во секоја една ситуација која светот околу нас е пун со страв, несигурност, ние можеме да чувствуваме Твојата љубов, можеме да го чувствуваме Твојата радост, да е Твоето присуство и да бидеме, да се чувствуваме прифатени како Твои деца. Од Тебе, Господе. И фала Ти, и исполнување, Господе, секојдневно со Твојот Дух Свети да препознаваме, да го знаеме Твојот глас, да Те познаваме Тебе секојдневно се повеќе, да го пнееме, Господе, кон тоа, да Те откриваме Тебе, живиот Бог, со силата, со љубовта, со сите тие чудеса кои што ги имаш и благослови за нас. И затоа, Господе, еве не пред Тебе, еве не, Исусе, исполнени и Ти делувај во нашите животи.
и благослови оваа црква, Господе, со тоа што Ти ќе ја водиш, со кое што Ти ќе ги подготвуваш нивните срца, да секогаш велат еве ме пред Тебе и да извршуват во покорност и послушност онако што Ти ќе им кажеш, Господе, она за кое што Тие се рекле еве ме. И навистина, Господе, славата Тебе ќе ја даваме. Амин.